Убаво утро, верувам дека уште рано изутрина сте заедно со нас од 6:45, така ќе биде и во овој дел од емисијата, кога на оваа трпеза имаме одлични соговорници. Домаќинки ќе бидеме јас и мојата драга колешка Цец. Цеци официјално пред камерите. Добро утро. Да, Александра, добро утро. Вчера и денес јас и ти сме на денот на трудот. Овде сме дежурни, само денес ти ги сменивме малку местата. Ние се дружевме досега 1 час, ги слушнавме вашите размислувања на нашите две денешни теми, а време е да слушнеме што е она кое што го подготвивме со нашите денешни гости. Така е, имаме одлични гости, но да ги представиме како што е редот уште еднаш. Веднаш до мене Маја Ристова, адвокат. Добро утро и добре не дојде за прв пат во Здрава Македонија. Добро утро, добро ве најдов и многу ви благодарам за поканата. На средина од ова убаво женско друштво, господинот Сафет Бишевац. Добро утро и добре не дојдовте не за прв пат во Канал 5. Прекрасно друштво, морам да забележам. Ви благодарам за можноста. Задоволство. Така. И на крај од ова убаво друштво, господјата Бранислава Стојчевски. За прв пат во Канал 5 и Здрава Македонија. Добро утро и навистина ми е радост дека ја прифативте поканата. И благодарам на поканата. Задоволство е моје да бидам присутна. Така. Денес. Да започнеме со вас. Денот на трудот го оставивме зад нас. Вие сте на 25 години дел од македонската полиција. Како е да се биде жена во еден машки свет? Полициската професија е повик. Таа не е само професија, туку е и мисија за мене. Повик до сите оние кои што сметаат дека имаат искуство, знаење и имаат желба пред се да дадат придонес кон гарантирање на безбедноста на граѓаните, осигурување на нивниот живот, личната сигурност, имотот, нивните права и слободи. Сите оние кои што можат да дадат придонес се добре дојдени во нашето полициско семејство. Така, кога зборуваме за граѓаните, секако мора да се потенцира дека во рамки на тие граѓани се и нашите деца, вашите деца, нашите родители, потесното и поширокото семејство, пријателите, соседите и сите познати и непознати граѓани на кои што ние им служиме. За жал, ни се разниша довербата токму кон оваа институција. Со низа настани кои што ни се случуваат, само се дава одраз дека нештата не функционираат. Ке се врати ли довербата во оваа институција, господја Бранислава? Јас имам позитивна мисла дека одиме на добар пат да се подобрат работите во рамки на нашата институција и во рамки на државата генерално. Така, верувам, затоа што ни требаат многу промени кои треба да се направат. Но господине Бишевац, вие сте символ за промени. Бевте дел од Социјалдемократскиот сојуз, се здруживте и со владеачката партија ВМРО-ДПМН, па колку промената некако ви даде знак дека може да се направи промени и кои се вредностите на едната и другата партија во кои вие верувавте, па бевте дели од двете политички партии? За волја на вистината, јас формално не бев член ниту на Социјалдемократскиот сојуз, ниту на ВМРО-ДПМН, но да, по одредени периоди на живењето и делувањето и работењето соработував и има партнерски односи и денеска имам партнерски односи, бидејќи сум како партија дел од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Знаете што? Морате да направите исчекор. Ако нештата остануваат на ниво на кое сте ги затекнале, а се обидувате да ги смените, вашиот одговор треба да биде акција. Морате да направите се што е во ваша можност, работите да се подобрат, да одат во вистинска насока. И ако одредена политичка гарнитура во еден момент власта ја критикува на начин на кој тоа подразбира лично богатење, во суштина само лично богатење и многу помалку некаков вистински однос кон граѓанинот, кон комшијата, кон пријателот, кон семејството, што вика господјава. И тоа трае само за да тој трае на тоа место на кое трае за лично богатење, тогаш единствено што ви останува е да наоѓате сојузник за да ги смените нештата. Така. И сега тоа меѓу луѓето и меѓу граѓаните понекогаш има и негативна конотација, еве го овој сега го менува дресот или игра на сите страни. Игра на зборови. Бара место за себе. Јас сум на пример типичен пример дека од тоа што сум се залагал, се борел понекогаш и во собранието
и после тоа за време на она што го викаат шарена револуција, која денеска добива некаков призвук на лоша работа, а во суштина целите на таа шарена револуција која ја поттикнаа студентите, нашите, највредното што го имаме во оваа држава, се и денеска, она за што се бориме. И денеска, пред неколку дена, имате кочани каде што барат правда. Така, сведоци сме дека многу од шарените револуционери станаа директори, но за тоа во некоја друга прилика. Не, тоа е злоупотребата на она што беше шарената револуција. Така. Луѓе кои ниту со своите вештини, ниту со знаење, ниту со образование, па ниту со некој однос кон државата, ако сакате, бидејќи тоа е суштината, ако вашиот однос кон државата не е онако како што треба да биде кон сопствена држава, како кон сопствениот дом, ако не водите сметка за таа држава како што водите сметка за сопствениот дом, тогаш вашата цел е под знак прашање. Ако доаѓате неподготвени, незнаење, само да исполните некаква политичка агенда која за жал кај нас заврши со пропагање на клучното што го имавме тогаш, надежда. Зоран Заев и Катица Јаремска ја уништија надежда. Ги отворија ширум портите за излегување на младите од оваа држава, бидејќи помислија дека овде не може да биде поинаку, бидејќи оние што не водат се такви какви што се, мислат само за себе, а не за општото добро. И тоа мислам дека е клучниот пораз на политиката на Заев и шарената револуција. Беше уништена надежда, а целите на таа шарена револуција и денеска се присутни. Правда, нормално европско здравство, нормално европско образование, инфраструктура, животна средина многу почиста од тоа што го имаме сега. Ние се занимаваме со некакви реформи политички, економски, сето окей. Но ние треба да го смениме односот кон она што не обкружува, кон животната средина. Македонија е страшно валкана држава. Имате отпадни, имате ѓубре на секој чекор. И тоа ни е нам помалку важно, а суштината е за чисти го домот, за да можеш да живееш како што треба. Не само средината и мислата треба да не биде чиста, новинарството треба да се темели на непартиско споделување на информациите во јавноста. Колку како уредник во А1 телевизија сметавте дека новинарите не треба да бидат пристрасни и определени кон одредена политичка партија, позиција или опозиција за да споделуваат вистинска, навременна, точна информација на она што вистински се темели новинарството? Бидејќи сте новинар над 20 години. Доколе да бидеме честни, А1 беше и остана некаков символ на успешна приказна. Новинарска. Не зборам за друго, но новинарска да. Таа беше и практично расадник на луѓе во новинарската професија кои оставија печат на времето во кое работеа. Сега, дали на некој му се бендисува тоа или не, тоа е така. Тоа е факт. Тие луѓе, дел од тие луѓе се и денеска присутни по останатите другите медиуми, па дури и во вашата куќа. И мислам дека секој кој беше дел од таа приказна може за себе да каже дека живеел еден убав период во животот, професионален. Тоа беше добра приказна за мене. Заврши како што заврши, со затварање по волја на еден човек или една владеачка гарнитура, но мислам дека остана символ на нешто што се вика успешна приказна во новинарската професија. Така. Многу успешни приказни, господја Маја, вие нижете со професијата која долги години ја работите. Магистар сте по право, но специјализирани сте по предметите во областа на работните односи. Првтат, јавно проговоривте за мобинг, кога дури во Македонија не се ни знаеше дека терминот постои, што вистински значи. Но од оваа дистанца како помалку да зборуваме гласно на темата, а повеќе го има. Па каква ни е состојбата на пазарот на трудот на еден ден по 1 мај? Спомнавте, па да се надоврзам. 2011 година, кога почнав да истражувам на оваа тема, правевме, јас уште неколку волонтери, правевме анкети и еден граѓанин го прашуваме што е мобинг, дали знаете, вид на мобилен телефон. Значи, нивото тогаш беше толку ниско, не само кај тој граѓанин, генерално, на тоа што значи мобинг, што мене искрено ме радува што низ годините не само што луѓето научија што вистински значи мобинг, туку знаат и како да се заштитат. Веќе не се молчи на тема мобинг,
туку секој кој што се чувствува дека е жртва, дека е загрозен на работното место, дека психички или полово е вознемируван на работното место, знае да побара заштита. Дали да се обрати кај стручно лице, адвокат, дали да покрене, нели да покрене некоја иницијатива во човечки ресурси, во синдикат, значи изборот е негов, меѓутоа важно е дека не се молчи. Нешто што низ годините наназад било поинако. Така што тоа е една добра вест, една добра информација за да можеме да се заштитиме, треба и соодветно нели да реагираме. Со молчење ништо не би можеле да направиме. Така. Интересно е што во свет на дигитализација и се повеќе информации на интернет, во Граѓанскиот суд во Скопје е донесена првата правосилна пресуда за повреда на авторско право при кражба на фотографија од интернет портал. За цела оваа успешна приказна сте вие, како адвокати и адвокатска канцеларија, па споделете ни колку времето на дигитализација се почесто ги повредува овие права и колку луѓето се охрабруваат, особено тие што ја работат професијата фотографи, новинари, се останато што значи дигитална информација која некаде е заштитена, но во Македонија како да не го применуваме ова право. Ова значи дека не работам само работни односи и мобинг, туку дека има нешто друго сум има нешто друго сум добра. А да се нашалиме малку, значи мене ми беше доста голема радост што во една таква непозната сфера достигнав некој успех заедно со тој клиент кој што беше фотограф и се уште е фотограф, кој што за прв пат во Македонија се донесе пресуда каде што фотографија превземена од Google беше искористена без согласност и дозвола на авторот, нели за некоја своја објава. Тоа го направија 10 до 15 портали во Македонија и ме прашувате колку е тоа нели нормално. Секаде каде што во светот е ненормално, кај нас е нормално. За жал, јас тогаш побарав од порталите вон судски да се договориме, затоа што навистина се работи за повреда, затоа што не можете да земете туѓо авторско дело без при тоа да побарате дозвола од авторот, без негова согласност, меѓутоа знаете како кај нас беше смешно, така? Па си ја земав од Google. Таму беше ставен. Ако е на Google, не значи дека е дозволена. Има и надпис, нели, не знам дали сте забележале под секоја фотографија дека таа може да подлежи на авторско право. Така што ме радува што за нијанса почнавме да ја менуваме таа култура, меѓутоа далеко сме од тоа дека нешто сме постигнале. Се уште не само фотографии, туку и туѓи авторски дела се превзимаат без да се праша авторот, без да се побара согласност од авторот, како да е тоа нели нормално. За разлика од светот, каде што има милионски суми исплатени поради вакво действие, заради тоа што некој се дрзнал да си употреби за своји цели туѓо авторско дело. Да не зборуваме па тоа колку е заработено со нели тие кликови, па со рекламчиња од страна на порталите и така натаму, меѓутоа на крајот кој беше крив? Адвокатот, затоа што нели ја покренал ситата тема да биде обзнанена и да може да има и долготраен бенефит за сите кои што се создавачи на авторски дела. Така. Верувам дека има уште многу вакви успешни приказни за кои што може да се сподели, но господја Бранислава би ве прашала вас колку жените се осмелуваат да започнат работен однос и да се вработат во македонската полиција и да станат дел од она што значи една машка професија во денешно време. Како што кажав и на почетокот, јас мислам дека состојбата се менува, имаме се повеќе жени кои што се дел од македонската полиција на различни позиции, различни работни места. Јас би рекла, па тоа е првиот и чекор за започнување на полициската кариера воопшто, можеби и за останатите нели работни места и останати институции во државата. Ако немаме желба, нема да успееме во ништо. Значи тоа е двигателот. Се повеќе и повеќе жени сметаат дека може да бидат дел од македонската полиција од причина што им ја дадена шанса и можност да се докажат на работните позиции. Еве јас сум еден од тие примери. 25 години дел сте од оваа институција. Како започнавте? И како која е вашата успешна приказна за овие 25 години? Па јас можам да кажам дека јас пораснав како полицаец, бидејќи потекнувам од полициско семејство, бев инспирирана од мојот татко кој што е пензиониран полицаец, што значи дека целиот мој живот, се што знам за мене е дека сум полицаец, полицајка, ако да, сега кажеме.
Да бидеме родово. конкретни, да. Така. Колку низ годините оваа професија се промени кон подобро или кон полош? Па се менува, апсолутно дека се менуваат и состојбите во сите општества и во државата, се менуваат и перцепциите кон криминалот, се менуваат и криминалните групи, облици, трансформации во различни софистицирани методи, така да и самата полиција треба да ги следи тие текови со цел да може успешно и ефикасно да одговори на предизвиците. Така, колку ги следиме новите текови на криминал? Сајбер криминалот е нешто за кое што многу малку се зборува, а го имаме и се соочуваме со истото. Колку ги следиме тековите и трендовите за да се заштитиме? Колку и македонската полиција ги следи овие текови? Па мислам дека сме на добар пат. Јас можам да кажам од аспект на секторот за меѓународна полициска соработка, бидејќи сум дел од тоа, ајде да кажам, ми е полициско семејство или да кажам професионален дом повеќе од 20 години и моите колеги ги сметам како полициско семејство и како професионално семејство со кое што многу голем дел од денот заедно го поминуваме. Сето тоа се базира на една тимска работа. Сите овие текови трендови ги следиме од аспект на национални проблеми, меѓутоа и меѓународни. Нашата држава е мала држава и секој, да речеме, феномен криминален кој што сметаме дека може да биде локален, за многу брзо време може да се трансформира во интернационален, меѓународен и затоа тука е нашата служба со цел да одговори на потребите на нашите полициски национални служби, но и на останатите служби за спроведување на законот во државата, за да се разменат круцијални и витални информации со цел да се даде поддршка на тековните истраги. Така е, законите се совршени во Македонија на хартија. Постојат, ги имаме, на колку се применуваат на дела? Па, би рекла дека треба да направиме еден чекор понапред со цел да се имплементираат во целост законите. Точно е дека имаме законски решенија, точно е дека можеби некои од тие законски решенија би требало да бидат изменети со цел да одговорат повторно на потребите, но самата имплементација е она кое што поднатаму следи, како што веќе и претходно дискутиравме. Многу алки во системот зависат многу алки, но ако сите од нас имаме честен пристап и она што го зборуваме професионално пристапување кон работите за кои што сме платени од нашите граѓани, сметам дека би имале успех. Така, господине Бишевец, вие влеговте во законодавниот дом каде што се носат овие закони, па како е од другата страна? Бидејќи бевте новинар долги години, уредник, влеговте во законодавниот дом со цел идеја да се донесе промената во која што верувам сте верувале, па колку гласот на секој пратеник во собранието ја носи промената која што ни е потребна? Или само едно колективно битување на... Знаете, малку поинаку функционира тој систем на владење. Кај нас, за разлика од многу држави за кои ние велиме дека функционираат на начин на кој треба да функционира современа држава, европските држави, да речеме, например, каде што соработката меѓу позицијата и опозицијата, како дел од еден заеднички дом, не се одвива на начин на кој тоа би било во вистински интерес на граѓаните. И отаму, јас не мислам дека имаме совршени закони. Имаме добри закони, навистина, но и многу закони кои бараат да бидат изменети, бидејќи не соодействуваат со времето и потребите денешни. Поинаку поинаку живеевме во 2011 година, например, поинаку е сега, 2025 година. Некогаш мобилниот телефон не служеше само за повици, сега веќе имате компјутер со себе. Клучна алатка за се. Сакам да кажам, кај нас не е исто дали си во позиција или во опозиција, бидејќи тогаш оние кои се позиција, јас бе по таква ситуација да видам опозиција на тогашната позиција, предводена од ВМРО-ДПМН и Никола Груевски, дори и вашите добри идеи и предлози ги одбиваат на прва, за да ви ги вратат во процедура кроз некое време како нивни предлог. Зошто? За да велат дека еве ние работиме во вистинска насока, одговараме на барањата и потребите на граѓаните. Сушност не сакаат да признаат дека и оние кои се во опозиција, ако целта им е подобрување на општата состојба во државата, подобрување на иднината на државата, животот на нашите граѓани, практично треба да имаат, бидејќи го имаат правото на понесување закони, зашто тоа би било лошо ако законот што го предлага е добар. Колку воопшто гласот на народот се слуша во собранието, бидејќи сите тамо се платени токму од овој народ?
Па не мислам дека многу се слуша, да бидам до крај чесен. Не мислам, мислам дека секоја владеачка гарнитура гледа собранието да го користи како манифестација на моќ низ процедурата на носење на закони. Тоа може би и нормално. Не велам дека не е така. Така веројатно е во сите парламенти во светот. Освен кога, да речеме, станува збор за прашања од екстремно висок национален интерес, каде што се подразбира дека и едната и другата страна треба да постигне некаков компромис за добро на сите, бидејќи е во прашање државата. Но ако станува збор за политичка идеологија, која за жал се помалку има, да бидеме до крај честни, тогаш таа соработка не иде на начин на кој би требало да се одвива тој живот во собранието. Вие таму имате луѓе кои, да речеме, во собраниската сала ќе се изведат очи. Но колку е тоа само шоу во бифето на собранието, знаат да се напијат и кафе и да се... Да, има таква една забелешка, и сега луѓето очекуваат дека вие, ако во салата така се однесувате, исто така веројатно се однесувате и во бифето. Многу често на вистина така и е. Едноставно целата комуникација е добар ден, како сте, и толку завршува, секој си седи со своето друштво, но имате ситуации каде што можете да седнете со политичкиот противник на кафе, на ручек, да поразговарате за некакви идеи, за предлози. Тоа уопште не е и не треба да биде ни страшно, напротив, треба да биде пракса. Бидејќи низ таа комуникација и едните и другите добиваат можност да ги видат работите онакви какви што навистина се, бидејќи секој од нас, никој не е совршен, освен Господ, и не може да види се. Не можете да видите се, можете да видите некои замки во законот за управување на моторни возила, например. Ги има. Но има многу. А другата страна тоа го забележала, и ако тоа стане целта заедничка за подобрување на законите, тогаш сите ќе имаме бенефит од тоа. А како тие ќе се однесуваат во салата или во бифето или негде на улица Македонија или не каде, тоа е веќе за мене е нормално да се седне. Исто и со адвокатите. Апсолутно. Ние во судница може да се докажуваме, да аргументираме, да повишиме тон на глас, меѓутоа Вие сте колеги. Така е. Па ние на крајот на денот ние сме колеги кои што се почитуваме и тоа е тоа. Значи тоа ни е нас работа и исто како и на претениците да се борат за тоа за кои што се поставени таму во името прецена на луѓето. Да, оние кои ги гласале. Така, за оние кои што ги гласале, да се надоврзам ако ми дозволите за законите. Не по мене, значи моја лично мислење, не е само проблемот во имплементацијата. Што се случува, затоа што нели секојдневно работам со закони, што се случува во пракса. Имаме закони кои што во некои одредби, независно за каков закон се работи, еден член, два члена не се доволно доречени, да речеме. Има толкување, случајно или намерно, сега, каде се јавува проблемот? Нема унифицираност во толкување на одредбите. Што значи тоа? Тоа значи дека Скопски суд може таа одредба да ја толкува на еден начин, Битолски суд може да ја толкува на друг начин. Или, што е уште пострашно, може дел од судиите во една област да го толкува на еден начин, а дел од судиите во истата област да го толкува на друг начин. Зошто ова постои? Веројатно е ненамерно, не би коментирала зошто е, меѓутоа е проблем. Ни создава на нас проблем затоа што ако нема унифицираност, ако вие меѓу себе не се договорите како вие ќе го толкувате тој член, ни создава проблем пред се на клиентот. Дава дополнителна правна несигурност. Замислете што ќе му кажам јас на клиентот, па да видиме кој ќе се зависи кој суд ќе биде и кој судија. Знаете, тој е потолерантен, може да не го прифати вештачењето со тужба, ама знаете, може и да се случи дополнително. Не, никако. Мора да постои, по мене, мора да постои унифицираност, да се седнат, да се договорат, нели? Да. Така, овој член веќе кога е таков каков што е, додека се промени, дополни, измени, детализира, да има одредено исто толкување од сите и да знаеме дека тоа е тоа.
Така што јас го гледам тоа и како дополнителен проблем, па потоа све друго што го... Сите знаеме каков е ставот на граѓаните кон судството, но колку ете адвокатите имаат проблем во застапување, решавање на одреден предмет, токму поради партизацијата, поради се она што ни се случува во судството и во доаѓање до правдата на виделина и до досудување на правична одлука. Еве, јас ќе ви кажам, како адвокат кој што 10 години работи со собствена канцеларија, не сум била никогаш политички обоена. Меѓутоа, секогаш сум гледала да се трудам, да го читам предметот, да дадам дополнителни, мислам, максимални напори за да успеам. Демотивира. Зошто демотивира? Затоа што, еве, со авторските права, ќе ги споменам. Дел од пресудите беа укинети од Врховен суд со образложение дека не се докажало дека е автор. Пазете, кога имате негатив, кога имате неспорен момент каде што спротивната страна не го спореше тоа дека мојот клиент е автор, да, пак практично признала, дел од пресудите се укина. Не коментирам како беше, што беше, која е позадината, иако на сите не е јасна. И мене, како адвокат, би ме демотивирало тоа. Си викаме, па, зошто јас да се трудам толку, зошто јас да истражувам, зошто да создавам пракса каде што ја нема. И тоа, замислете како би влијаело и на други уште помлади адвокати. Битка која што знаете дека... Да, или доаѓаме спремни, го читаме предметот, спротивната страна, останува на наводите, нема толку напори, нема докази, и да речеме после предметот е досуден како што така. Колку ова влијае во полицијата? Партизацијата, бидејќи 25 години сте дел од оваа институција, верувам дека сте сведоци на многу промени политички партии на власти и на опозиција. Колку истото влијае, позитивно или негативно? Па јас како поборник на професионалците можам да кажам дека секој кој што професионално и честно си работи работата во рамки на министерството, без разлика на која политичка партија е на власт, нема да има никаков проблем и со тоа мислам дека сите ќе се сложат. Самото влијание ова што говори Маја, господјата Маја, во однос на мотивацијата и демотивацијата во постапувањето, јас мислам дека сепак храброста и она што нас не води, истрајноста да дадеме се од себе, да дадеме придонес кон на општото добро што кажавме за нас, конкретно во Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност, безбедноста на граѓаните ни е приоритет број 1 и во таа насока нема откажување и без разлика на фактот доколку некогаш сме биле демотивирани од одредени состојби, никогаш не би се откажала јас лично со цел да дојдам до вистината и да се изборам за правото. Пред 25 години и денеска се променивте вие и како личност, бидејќи сте мајка, сопруга, вашите деца живеат и растат во овој град, и гледате ли поинаку на работите, се менувате ли себе и приватно и професионално? Па тоа е природен процес, предпоставувам нормално кога ја започнав својата кариера, не бев мажена, бев сама, имав повеќе предпоставувам можности да се посветам единствено на професијата, сега како играм и дополнителна улога на мајка, сопруга и така натака, керка, знае и се останато, да останат и општествени улоги. Мислам дека со добра организација и мудрост може да се постигне се, може да се постигнат успеси во работењето. Нормално е дека разликата е голема, може да потенцирам дека кога сум била самостојна и сега како семејство, првично од аспект на како да кажам, стравот кој што може би сега постои во секој од нас, она што го чувствуваме за заштита на сопственото семејство и со се она што се соочуваме, што гледаме што се случува. Ние како полициски службеници, исправени во првите редови, имаме доста приказни со кои што сме се соживеале и сето тоа влијае на некој начин да стравуваме за безбедноста на нашето семејство, па оттаму и мотивацијата дополнително да се бориме за побезбедно. Маја, како адвокат, колку вие ја променивте улогата низ годините и како адвокат кога пред 10 години сте почнали, денеска и како сопруга и мајка? Колку поборбено застанувате во судницата кога одредени права се потиснати, урнати? Имам поголемо разбирање за жените. Верувам, затоа и имам поголемо разбирање за мајките, затоа што сум мајка на 2 дечиња, така што видете,
се борам и тогаш и сега, со тоа што сега, например, како што кажав, и разбирањето е поголемо и повеќе емпатичноста е на некоја повисоко ниво, да речеме кога ќе ги работам разводите, кога ќе има борба за старателство околу дечиња и така натаму, значи емпатијата е поголема, меѓутоа како борец, таа е маја. И пред 10 години и во следните 10 години. Ги споменавте разводите, како да имаме епидемија на разводи во Македонија и пошироко. Да. Колку е зголемен процентот низ годините? После короната особено. Барем мојот Се запознаа луѓе во ковид? Веројатно има повеќе. Видоа со кого живеат. Видеа со кого живеат. Да, меѓутоа и веќе ние како менталитет не сме толку не сме толку трпеливи, дали поради незадоволството од системот што се случува или во државата или не знам на што да го припишам, меѓутоа гледам дека и на работните места и во домот некако трпението е намалено, не е таа толерантност што била низ годините или нашите родители кога биле каде Заедница од дни за години. Да, сега значи ме погледна поинаку и толку ќе се разведуваме. Се чека причина. Да, едно прашање за господинот Бишевац, бидејќи утре 3 мај е светскиот ден на слободата на медиумите. Какви беа медиумите и новинарството генерално кога почнувавте вие и какви се денес? Утре имаме убав ден, слобода на медиуми, така да. Слободно кажете. Ден за борба. Така е. Секој ден е ден за борба во Македонија. Секој ден, но ова е денот кога, да речеме, треба да седнеме и да се погледаме очи да кажеме, а добро што направивме? Колку од прошлиот 3 мај за оваа цел измината година направивме во оваа насока. Знаете што чудно е прашање, треба да бидете слободни. Да, слободни треба да е секој медиум, но по мене професионалноста, објективноста, односот кон нештата, кон државата е еден од клучните фактори и за оваа професија, како и за практично секоја друга професија. Дали имаме слободни медиуми? Да, во она мера во која, да речеме, не зависиме или зависиме од оние кои раководат и управуваат со државата во име на граѓаните. Постоела и ќе постои таква тенденција, не само кај нас. Практично не постои држава во светот каде немате таков обид за влијание на политиката врз медиумите. Не постои таква држава. Не знам, сега скандинавските држави во одредена мерка постојано се потенцираат како држави каде што работиве се на ниво на кое би требало, посакуваат другите да бидат, но и таму сум убеден дека постои и таква интенција и обид, па претпоставам дека тоа станува збор за некакви национални или глобални прашања, еки дел од тие земји учествуваат во креирањето на политиката на глобално ниво, мора да има обид за такво влијание. Колку ќе испадат е друга работа, но да речеме британскиот сервис е синоним за професионално новинарство. Така. Но тоа е сериозно. Така, на страна од Сериозно е под влијание на британската политика и националната политика. Така. Сериозно. Не велам дека се не се професионалци, но мора да водат сметка што е тоа национален интерес. Така, на страна од слободата, професионалноста, каде ни е етиката? Морам да ја споменам нашата колешка Мирјана Мирчевска и јавно да ја честитам, која доби прва награда од Советот за етика за медиуми во Македонија. Каде ни е етиката во целата професија? Милјана е една од екипата на еден. Така, затоа ја споменувам и јавно и честитам за првата награда која ја доби. И ја честитам и како пранешна колешка и како пријателка. Каде ни е етика? Онаму каде што ни е што ни е животот. Ние, за жал, живееме во време каде што еден вредностен систем на кој, особено ние повозрастните, бевме формирани како личности, кои подразбира некакви вредности кои денеска се ставени на некое X ниво, бидејќи многу работи сега се поважни од тоа да сте чесен, да сте лојален, да сте образован, да сте воспитан на крајот на кричата, од дома да сте воспитан. Така, домашното воспитување затајува во сега тоа дали заради начинот на кој сите мораме да живееме, особено помладите, бидејќи се растргнати од кариери, семејства, деца и така натаму, се живее пеколно брзо, со
милион обврски, верувам дека еден дел од онаа родителска улога немаме доволно време да ја одиграме на начин на кој треба да се одигра. Она што треба да биде помошно средство, тоа е образованието во воспитувањето на нашите деца, на вистинските вредности, етика, на морал, знаење, вештини. Образованието како систем не е она образование на кое ниво треба да биде денеска. Вашето образование е болно, практично. Така. Треба сериозно лекување и поставување на Во вистински многу темови. сегменти ни треба лекување, Да, не само се согласувам, но тоа е тоа што треба да ни помага. така. Сега, се додека нашето образование не биде на ниво на кое подразбира создавање на вистински личности, со систем на вредности кој е општо прифатен како вредностен систем, да речеме, тоа ќе имаме проблеми. Така. И мораме да имаме проблеми. Бидејќи трчањето по пари, по кариера, по моќ, бидејќи, знаете што вика, абе што ќе му се пари, има 10 милиони евра, да речем. Му требаат 100. Така, Тоа кој не е заситно. Ако веќе во таа ситуација, особено кај оние кои тие 10 милиони не ги стекнале на начин на кој треба да ги стекнат. Значи, тоа е веќе тема и проблематика за... Да, меѓутоа, она што, колоквијално го викаме олигарси и така натаму, на голем дел од нив до тие пари дошле на начин на кој не би можело да се каже дека Во е баш Македонија најчесен. се знае, но некако се премолчува. Но тоа е проблемот. Но затоа имаме Ама уште тоа е простор. проблемот, Александра. Имаме многу проблеми, но Сите да знаем, се фокусираме на Сега за убавите. ова ли ќе се грижиме? Така, да се- Како тој дошол до пари? Имаме закон за одземање на Имаме многу закони, но ние имаме и реклами. Така имате, да, имаме и реклами, бидејќи сме сепак приватен медиум кој рекламите ни се двигател во она што го правиме и работиме, а го правиме најдоброто за нашите гледачи. Време е за реклами, кратко да се одмориме и се враќаме повторно тука.